Гениални потфати за обединување на Македонија. Мир, но не како цел за себе, туку како инструмент на светскиот развој и општиот материјален и духовен просперитет. Создавање на најголемата империја во светот. Изворите зборуваат за големината на реалниот и прагматичен водач Филип II. Неговите брилијантни идеи, цели и стратегијата на освојување гледаат многу подалеку од времето во кое живеел и владеел. Тоа се темелите на современа Македонија. Колку Филиповата идеја за обедината и моќна македонска држава е цел и мотив на сегашните политички лидери, дали денешните предводници на народот ги последуваат особините на античките владетели. Ако тргнеме од идеите на Филипа пред се, може тоа да се пренесе потоа и пошироко и на делувањето на Александар, како се создава стабилна држава, апсолутно недостасуваат такви елементи. Кохезијата на општеството. Филип изворено разбираше дека мора да ги обедини Горна и Долна Македонија и да создаде таков тип на кохезија што ќе делува дури превентивно спрема било која антимакедонска идеја, спрема било која идеја да се загрозува територијалниот интегритет на Македонија. Тоа недостасува кај нас. Тоа сум уверен затоа што гледаме колку сме поделени. Значи не го сваќаме тој фактор на единство кое што нема идеологија, нема политика, туку има патриотизам и чувство за силина што обезбедува квалитетен живот. Неговата држава е правна. Неговиот син Александар Македонски го продолжи она што го започна Филип II. За разлика од татко му, Александар бил идеалист, но не во негативна смисла. Напротив, како креатор на еден грандиозен проект за меѓународна заедница, што ќе промовира рамноправност, заемно корисна соработка и напредок на сите во светското семејство. Четото на Македонија, како што го нарекуваат истражувачите, создаде светско кралство. Европа денес ја живее визијата на Александар Македонски. Ако ги поврзате Филип и Александар, по моје длабоко верување од историската граѓа, иако се битно различни од едниот делува на редуциран простор овде на Балканот, Филип, другиот на светскиот глобален простор, Александар, сепак нивната поврзаност е неверојатна. Се што прави Александар е компатибилно со тоа што сакаше да го прави Филип. Се што Филип создаваше со идеја дека ќе може тој или неговиот наследник во една уставна монархија, каде што поминувала власта од еден на друг монарх и така натаму, да го реализира како интерес на Македонија. Употребата на најзначајните историски личности во секојдневната политика и судирот со јужните соседи, нивните напади, навреди и присвојувањето на нашата историја, го фрла во позадина и она што малку го знаеме за нашите корени и темелите што ги поставиле големите Филип и Александар. Самиот Александар Македонски е едно од највеличествените имиња во севкупната светска историја. И други го носеле епитетот велики. Велики Карло Велики е познат во историјата, позната е Катерина Велика, Петар Велики, дури еден римски војсководец и државник Помпеј, исто така го имал епитетот Велики, но Александар е сепак највеликиот од великите. Сите извори, вели Басотова, се доказ дека величенствениот Александар е македонец. Тие постојат, но не се читаат и толкуваат правилно. Треба да се читаат изворите. Изворите се тие кои што ќе ни кажат кој е кој. Се прашаат нашите јужни соседи. Зошто македонскиот крал Александар I, еден од пресците на нашиот Александар Велики, е наречен од нив Филхелен. Александар I Филхелен, тој владел околу 480 година пред нашата ера. Филхелен значи оној што ги љуби, што е пријател на хелените. Ако бил тој Хелен, зашто би му давале таков еден прекар? Александар и Филип верувале дека постојат општо историски вредности, како што се мирот, слободата, економскиот напредок и хармоничните меѓународни односи. Дека македонците не се хелени. Најарно ни кажува нивниот голем ретор, може би најголем во историјата на човештвото, Демостен. Тој во својот трети говор против Филипа, тој е голем антимакедонец, јасно и експлицитно ќе каже за Филипа дека Филип не само што не е хелен, туку тој не е ни близок на хелените, ниту им е роднина. И доаѓа од една земја барбарска, дури ни барбарска не може да се наречи, од која што ништо добро не може да се научи.
Не се сака или не се може да се наследи македонското од овие великани, сеедно, но доколку во вистинска смисла не се избориме да го зачуваме и штитиме она што е наше, постои опасност да го изгубиме.